Уставниот суд утврди неправилности и прекршување на законот за попис на населението при изведувањето на пописот од 2021 година и укина делови од методологијата кои се однесуваат на категориите резидентно и нерезидентно население. Во образложението од Уставен суд стои дека директорот на Државниот завод за статистика со категоризацијата ги пречекорил своите законски надлежности. Сепак оваа одлука на Уставен е укинувачка, а не поништувачка, што значи дека нема да важи ретроактивно за веќе спроведениот попис од 2021 година, туку за подзаконските акти кои ќе се носат во иднина. Категориите вкупно резидентно население и вкупно нерезидентно население не се предвидени со член 6 став 1 алинеа 1 од овој закон. Со методологијата треба да се дефинираат единиците што ќе се попишуваат и белезите за кои ќе се прибираат податоците, а не да се прави нивна категоризација. Државниот завод за статистика како надлежен орган за водење пописна политика, наместо да ги спроведува актите на собранието како носител на законодавната власт, си земал право да постапува спротивно на законското овластување и предвидува категории што не се предвидени во законот, а самиот директор се става во улога на создавач на норма, односно законодавец, спротивно на член 8 став 1 алинеа 4 од Уставот, стои во образложението на одлуката. Во телефонски разговор за Канал 5, екс-директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски вели дека одлуки на Уставниот суд не се коментираат, но составки излезе откако ќе анализира одлуката на Уставен. Според пописот од 2021 година, вкупното население и резидентно и нерезидентно изнесува 2.097.319 лица, меѓу кои 54,21% македонци, 29,52% албанци и 3,98% турци. Само со резидентно население пак во земјава има 1.836.713 лица, меѓу нив 58,44% македонци, 24,9% албанци и 3,86% турци.